Темата за вечерва носи наслов "Копнеш за безсмртност", односно надеж без илузии. Тоа ќе биде предмет на нашето вечерашно размислување. На почетокот еден краток пример. Еден човек бил земјоделец, отишол да бере дрва во шума. Така, берејќи дрва, наишол на една птица, му била чудна, ја зел, ја однел дома, ја ставил во својот кокошарник. Таа птица се споила, се здружила со останатите кокошки или пилења што ги имал во својот кокошарник. Така птицата растела. Еден ден дошол во посета еден негов пријател. Тој човек добро ги познавал птиците и му рекол: "Пријателе, таа птица што имаш во твојот кокошарник не е кокошка, него тоа е орле или орел." Бидејќи било мало како орле. Меѓутоа, домаќинот рекол: "Не сум сигурен, нека порасне па ќе видам што ќе биде." Но така, орлето почнало да расте, иако кловело пшеница, јадело како и останатите кокошки во кокошарникот, времето одминувало и човекот доаѓа по трет пат и му вели на орелот: "Ти си орел, почни да леташ, замини од тука." Орелот неколку мигови го гледало и потоа повторно се тргнало таму меѓу кокошките да прете по земјата. И кога дошол уште еднаш овој човек, му рекол на земјоделецот: "Дај ми ја птицата да ја однесам во шума, односно ајде да отидеме заедно во шума." И навистина отишле надвор од селото, таму во планина се качили на еден рид, ја ставил птицата на раката, ја фатил за нозете и тука стоела птицата. И отеднаш птицата, кога го почувствувала мирисот на природата, се насочила кон сонцето и ги отворило своите крилја и орелот полетал право кон сонцето. Орелот мислел дека е кокошка кога бил во кокошарникот, но кога ја почувствувал природата, тој се осетил дека не му е место меѓу кокошките. Токму ни вечера, почитувани, ќе размислуваме дали ни е местото меѓу кокошките или меѓу орлите. Знаеме орлите каде живеат. Знаеме се гнездата на орлите каде се наоѓаат. Сушност, што ние ќе одабереме? Кои сме ние? Кој сум јас? Во атарот на кокошките ќе се наоѓаме или во местото на орлите? И навистина, овој орел би останал цел живот орел и би умрел меѓу орлите, ако не бил овој човек кој го однел таму во планина. И кога ја почувствувал природата, орелот ги отворил своите крила и се вивнал во височините. Еден орел на кокошкиното двориште. Дали ние ќе останеме на оваа земја и после нашата смрт вечно да живееме како некои што велат или вечно да бидеме починати, зависи од нас. Токму ова размислување вечера ќе ни помогне да ја разбереме вистината за безсмртноста. Дали постои денеска безсмртност во часот на умирањето на луѓето или пак одат во непостоење и очекуваат ден и време кога повторно ќе станат. Кој сум јас сушност? Од каде доаѓам? Тоа се вековни прашања. Поради што сум овде? Каде одам? Или каде ќе заминам после смртта? Тоа се прашања на кои ние вечерва ќе размислуваме. Меѓутоа, во нашиот секојдневен живот ние, почитувани, доаѓа момент кога нешто сонуваме. Да имаме добро здравје, да бидеме среќни, да бидеме радосни, да доживееме успех, и тоа е убаво. Тоа се наши соништа и треба да бидеме позитивни и такво нешто да размислуваме. Значи, што ние сонуваме во нашиот секојдневен живот? Кој сум јас? Обликувањето на нашиот живот покажува дека сакаме да бидеме некој. Ние не сме кокошки, почитувани. Знаете, тоа е сега како символика го зборува. Меѓутоа, нашето живеелиште не е овде, меѓу кокошките. Нашето живење треба да биде на сосема друго место. Кои сме ние? Дали само сме се родиле, сме живееле 10, 20, 50, 60, па нека биде 100 години и на крајот не нема. Одиме во непостоење. Зарем тоа е нашето постоење? Кои сме ние? Но пред малце сонувавме добри работи, но што ако дојдат лоши работи? Што ако се доживее собрекајка? Што ако изгубиме бизнис, работа? Ако не откажат од работа?
ако доживееме развод на нашиот брак и се случи некои непредвидени работи, што тогаш? Каде ќе најдеме олеснение, односно решение за нашите кризи во кои ние во тие мигови ќе се најдеме? Ако доживееме, значи, нешто непријатно, ако нашиот бизнис тргне низбрадо, тогаш ние често пати се прашуваме што потоа? Што потоа? Ако косата ми побелее и органите почнат да ме болат, телото почнува да откажува. Секако доаѓаат години за кои вели Давид, не ми се милијат, не ми се добри. Давид тоа го почувствувал и го преточил во библиски текст. Тој напишал, ќе дојдат денови за кои ќе кажеш не ми се добри, не ми се живи, навистина тоа е така. Животот тоа го покажува. Што ако се случат такви проблеми, непредвидени проблеми во нашиот живот? Прашања и прашања, прашања. Дали постои иднина? Има ли надеж? Што доаѓа после? Тоа се прашања на кои понекогаш немаме одговор ако ги бараме во световните книги, но ако ја читаме Библијата како Божје писмо, ќе најдеме исцрпни одговори. Копнеш да го дознаеме смислот на нашиот живот. Тоа е прашање кое всушност го притиска нашиот секојдневен живот, но Бог, почитувани, ни дава одговор. И што потоа? Еве еден од најискусните Божји луѓе по име Мојсей го напишал Псалмот 90. И тој вели, збирот на нашиот живот е 70 години. Ако сме посилни, и 80 години, а повеќето од нив се мака и ништожност. Зашто минуваат брзо и ние летаме оттука. Овој Божи пријател Мојсей, како стар искусен државник, го опишува нашиот живот. Го опишува животот кој е исполнет со секакви работи. Тој вели дека во појакиот пол може до 80 години, а повеќето од тие години вели со мака, со проблеми и годините брзо минуваат. Навистина кога ќе се осврнеме наназад и ќе видиме како брзо животот одмина. Но дали треба ние сега да очајуваме? Дали треба да бидеме песимисти? Постои ли живот после смртта кога ќе тропне смрти на нашата врата? Постои ли нешто што може да ја надживе сегашноста? Всушност, почитувани, Библијата ни дава позитивен одговор. Да не жалиме, вели апостол Павле, како оние кои немаат надеж. Да, смрт е плата за грев, вели Библијата, но ова смрт, првата смрт е сон за Бога. И затоа Бог дошол, Исус дошол, да не ослободи од втората смрт, смртот која нема повеќе будење. Еугене Лонеско, писател, еве што кажал. Ние живееме да би умреле. И навистина е така. Се раѓа човекот, расте, доаѓа стари денови, години за кои не ми се милијат, вели Давид, и на крајот умира. Смртта е цел на екзистенцијата, би се рекло. Тоа само по себе е разбирливо. Каков е тоа свет? Што е тоа што сме? Што е тоа што ме обкружува? Кој сум јас? Од секогаш сум си ги поставувал тие прашања пред затворени врати. Нема клуч, вели Еугене, но јас морам со тоа да се помирам. Дали ние мора да се помириме кога ќе дојдеме пред врата катанец, а нема клуч? Нема решение. Овој човек вели живееме да би умреле. Што е тоа што ни обкружува? Кои сме ние? Од секогаш овој човек си го поставил тоа прашање и на крајот вели доаѓам до затворена врата и нема клуч, не можам да отворам. Дали навистина нема клуч? Има клуч, почитувани. Ние клучот вечера ќе го пронајдеме во смислот на животот само со Бога. Старите култури се прашувале кој е смислот на нашето постоење. И тие се соучувале со смртта. Ке видиме сега какви сцени правеле. И ние денеска се соучуваме со истиот проблем. Кој е смислот на нашето постоење? Тие исто го чувствувале копнежот за безсмртноста. Тие се прашувале што се случува кога човекот ќе почине, кога човекот ќе умре. Еве, во долината на царевите, овој археолог по име археологот Ходвард Картер, еве, 1922 година, пронашол една гробница на старите фараони. Гробница.
И таму биле пронајдени многу интересни работи. Била пронајдена она стара фаронова свинга. Сигурно сте слушнале за неа. Тој таму пронашол многу интересни работи, тајни за учењето и верувањето на старите египчани, поврзани со животот после смртта. Ова е маската на мртвите фараони, од чисто злато. Значи, тие се пронајдени маски внатре во, еве уште една, на тие стари фараони. Таму се пронајдени интересни работи, како разни накити. Гледате овој нож. Разни накити со кои биле облечени. Овде имаме и птица, ра. Значи, таква птица била положена од чисто злато во гробот, во тие гробници кои биле пронајдени. Понатаму ќе го видиме овој брод, бродот на смртта, кој бил натоварен со богатство, со злато и бил ставен во гробот. Погледнете, египјаните верувале во живот после смртта и затоа ги балзамирале телата нивни. Ако се пронајде лек да повторно телото живе, да не се распадне, да не доживеат распаѓање на нивното физичко тело кој го поседувале. Тие имале, значи, разни толкувања, разни слики, односно верување, со цел да се покаже дека навистина верувале во животот после смртта. И денеска, почитувани, ние сме во потрага за смислот на животот и се прашуваме од каде доаѓаме, зошто сме тука, каде одиме. Навистина, ако бараме одговор во световните книги, нема да најдеме. Ке најдеме тамо дека гробот е вечна куќа, вечно живеалиште. Но Библијата вели дека гробот е привремено место, кај што почиваат нашите мили драги и ќе дојде ден кога повторно тие ќе бидат вратени во прегратките на нивните мили драги. Како човекот се раѓа? Како човекот се создава? Библијата ни дава прекрасни одговори. Но, како што рековме, плата за гревот е смрт. Човекот погрешил и сега смртта дошла како последица на човековата непослушност кон Бога. Еве што кажал Карл Лудвиг. Без живот после смртта, овој живот е фантастичен хаос. А земјата неразбирлива голема гробница, а нашето раѓање или постоење едно злосторство кое е осудено на смрт. Животот може да се разбере и свати само во светлоста на вечноста. И навистина добар одговор овој човек напишал. Животот на ова земја е навистина овде вели фантастичен хаос. Живот, без живот после смртта, овој живот е фантастичен хаос. Значи се раѓаш, живееш и на крајот ќе те закопат и готово те нема за секогаш. Овој човек не се помирува со тоа. Но на крајот тој резимира и констатира и вели дека животот може да се разбере и свати само во светлоста на вечност. И затоа Бог ни нуди вечен живот, ако бидеме послушни и ако ги следиме неговите упатства и правила. И затоа вечерва, почитувани, за сите нас постои добра вест, постои оправдана надеж. Нашиот живот има свој вистински смисол. Не сме ние само тука да се мачиме, да робуваме и на крајот да одиме во непостојање. Тој може, животот може да се разбере во светлоста на вечноста, како што претходно рекол овој Господин. Исус вели, крадецот влегува само да украде, да заколи, да погуби. Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат во изобилство. Тоа е понудата на Исус Христос. Ѓаволот доаѓа како крадец да убие, да украде. А Исус вели во Јован 10 глава, 10 стих, јас дојдов да имаат живот и да го имаат во изобилство. Исус не дошол само да ни подари живот од 70 или 80 години, или 100 години и потоа да не нема. Исус вели, јас ви дојдов да ви дадам живот, да имате во изобилство, да имате вечен живот. Но постои еден услов, како може тој вечен живот да го добиеме? Секако, ако ја прифатиме Христовата жртва. Неговата животна задача била практично на луѓето да им го покаже дека Бог ги сака. Исус 33,5 години бил на оваа земја и постојано укажувал дека Бог е љубов, дека Бог ги сака сите луѓе. И на крајот Исус завршил и на крстот. Затоа, додека Исус бил на оваа земја, почитувани, имал време за децата, имал време да лечи, имал време да воскреснува, имал време да простува гревови. Исус постојано бил со луѓето и тој едноставно ги исцелувал не само физички луѓето, туку и душевно.
простувал гревови и донесувал внатрешен мир и духовно исцелување. Исус ветувал, почитувани, живот, односно живот без илузии. Значи, Исус Христос надеж без илузии. Знаете, некој ти ветува, а на крајот ништо нема од тоа. Исус, кога ќе вети нешто, тој го исполнува. Исус им дава на луѓето доверба и сигурност за надминување на секојдневието и надеж за подобра иднина. Тој е Исус Христос, тој е Бог. И затоа вечерва тој сака да ни покаже, да не охрабри, дека еден ден може за секојаш да бидеме со Него. Еве ова Исусова изјава, која ги охрабрува и денеска сите наши вознемирени срца. Исус вели во Јован 14 глава од 1 до 3 да не се вознемирува вашето срце. Исус знаел дека човекот во 21 век ќе дојде до ѕид, ќе дојде до проблеми, кај што ќе биде вознемирен. Пушти го само телевизорот, едно вечерва ќе се вознемиреме од вестите, крвопролевања, проблеми, тероризам, најави за војни. Тоа го пишува во Матеј 24 глава. Исус затоа вели да не се вознемирува вашето срце. Вие верувате во Бога, верувајте и во мене. Во домот на мојот татко има многу живеалишта. Ако не беше така, јас ќе ви кажев. Одам да ви приготва место. И кога ќе отидам и ви приготва место, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Интересно, овде Исус не се постава како оној кој едва чека да замине од оваа планета, зашто тука му нанеле смртни болки. Исус овде бил тепан, плукан и на крајот раснат. Но Исус вели, ќе дојдам повторно по вас, нема да ве заборавам. И кога ќе отидам, Исус вели, кога се ќе биде готово, ќе дојдам да те земам тебе и сите вас. Исус сака, почитувани, да бидеме со Него за секогаш. Исус ни ветува вечност. Во куќата на мојот Отец има многу станови. Ова е многу важно да го запаметиме. Во куќата на Отецот, кај Бога, има место за секого од нас. Вечност, небо и нова земја. Ова само може да го каже и да го потврди Исус Христос, зашто тој е Бог кој наскоро ќе дојде. Сила за сегашност и сознание дека не очекува подобра иднина. Апостол Павле во својата посланица до римјаните ги кажува следниве зборови. Зашто сето создание со нестрплив копнеш го очекува откровението на Божите синови, имено созданието и беше починето на суетата, не доброволно, туку од оној кој го почини во надеж дека и самото создание ќе биде ослободено од робството на распаѓање, во слобода на славата на Божите деца. Гледате каква отворена врата Павле сега ни дава. Дека ние кои сме заробени, ние сме тие создание, кои сме починети на гревот и на смртта, ќе бидеме ослободени од робството на смртта. Ние сме сега робови на смртта, почитувани. Во слобода на Божјата слава, на Божите деца. Ние ќе бидеме ослободени за секогаш од смртта и ќе доживееме бесмртност само во рамките на Исуса Христа. Не во часот на смртта денеска. Не постои денеска човек кој е бесмртен. Сите ние сме смртни, но во Христа Исуса, кога ќе доживееме на ново тело, ново воскресение на покојните, тогаш спасените ќе добијат бесмртност во Христа. Понатаму Павле вели туку како што е напишано, што око не виде, што уво не чу, што човечкото срце не дојде, што во човечкото срце не дојде, тоа Бог го приготви за оние кои го љубат. Постои, значи, живот, почитувани после смртта, само во рамките на Исуса Христа. Не веднаш во часот на смртта. Ние сме смртни, телото оди во гроб и се распаѓа, а таа животна искра која ние поседуваме, секако Бог ја поседува и ќе дојде ден кога повторно починатите ќе се вратат во тело прославено, бесмртно. Ајде да проследиме 3 факти за небото. Но пред да ги проследиме, да го прочитаме и овој текст, прекрасен текст на апостол Павле. Туку како што е напишано, што око не виде и уво не слушна. Уште еднаш го читаме тој текст. Што во човечкото срце не дојде,
тоа Бог го приготви за оние кои го љубат. 3 факти за небото. Прв факт, многу важен. Тоа е вистински свет, почитувај. Не е тоа некоја магла, некоја фатаморгана. Тоа е вистински свет. Тоа не е полузамрачен свет. Како некои што вел доживееле клиничка смрт и Бог ги повел таму низ некои цветни алеи, цветни градини, низ некои тунели и таму се сретнале со светлоста, со Бог. Не. Небото е реален свет. Тоа е реален свет. Не е некој полузамрачен свет. Тоа не е лебдење по облаците. Знаете, некој вел дека таму се душите на покојните, таму некаде зад облаците лебдјат. Не е точно. Такво нешто не постои. Тоа библиски не е потврдено. Тоа не е свет на духови. На новата земја спасените ќе бидат во тело. Подосно ние ќе читаме текстови како што Исус после воскресението јадел со учениците, пиел, учествувал заедно во богослужение. Значи, тоа ќе биде еден реален свет. Тоа не е свет на тајанствени духовни суштества, туку вистински луѓе. Божиот град доаѓа од небото, тоа ќе биде вистински град. Во Библијата имаме димензии на должината, височината и ширината на тој град. Кај што ќе има улици, ќе има врати, бисерни врати, вели Библијата. Еве овде на сликава може тоа да го малце предочиме. Значи, тоа е реален свет кој Бог го приготова за сите оние кои ќе му бидат верни до крај. И Бог ќе живе меѓу луѓето, вели таму во Откровение 22 глава. Бог ќе биде меѓу нив. И ќе го гледаме, вели, лицето на Бога. Природата повторно е создадена, иако ќе биде уништена кога Исус ќе дојде по втор пат, но сепак Бог ќе обнови, како што била првата едемска градина, која била исполнета со природа, Бог ќе владее вечно во тој реален свет. Бог ќе владее за секогаш. И Јован вака вели: Јас, Јован, го видов светиот град, новиот Ерусалим, како слегов од небо од Бога стокмен како невеста, која е украсена за својот маж. И гледате сега Јован што пишува. И слушнав глас од небото велејки: еве го Божиот шатор. Божиот шатор значи Божето присуство, Божиот престол ќе биде овде нова планета, нова земја. Еве го Божиот шатор меѓу луѓето и тој ќе живее со нив и тие ќе бидат негов народ и самиот Бог ќе биде со нив. Значи првиот факт за небото е дека тоа е вистинско место. Не е тоа нешто измислено. И оној кој седи на престолот рече: ете правам се ново. А ние според неговото ветување очекуваме нови небеса и нова земја во кои пребива правдата. Навистина, тоа е првиот факт за небото. Вториот факт е дека луѓето ќе имаат вистински тела на новата земја, на новото небо, почитувани. Во вечноста луѓето ќе имаат вистински тела. Ние ќе се препознаеме еден со друг. Интересно, ќе се препознаеме. По што ќе се препознаеме? Сега може да предпоставки ставаме, меѓутоа очигледно некој вели ќе се препознаеме по бојата на гласот. Една особа вели: па јас не си го сакам гласот. Меѓутоа, како и да е, ќе има начини кај што ние ќе се препознаеме еден со друг. Ќе се присетиме на добрите моменти, не на лошите, на сите позитивни мигови поминати заедно нова грешна планета. Еве што вели апостол Павле: а нашето живеалиште е на небесата, од каде го очекуваме Спасителот Господ Христос, Исус Христос, кој го преобрази нашето унижено тело. Значи, ова тело ќе биде преобразено. Сега осакатено е. Некој има човек без рака, без нога, без уво, секакви не има нова земја. Гревот придонел да се телото унижи наше. И затоа Павле вели да се сообрази со неговото славно тело. Знаете, кога Исус воскреснал, неговото тело било прославено. Меѓутоа само останале белезите како знак за нас дека Исус поднел крст, понел Голгота. И вели да се сообрази со неговото славно тело според действието на неговата сила, со која може да се покори, со која може да покори се под себе. Навистина, Исус е тој
кој ќе го преобрази нашето смртно тело во бессмртно. Понатаму пророк Исаја, еве што вели, бидејќи зборуваме на новата земја ќе имаме вистински тела. Нема да бидеме некои духови бестелесни и таму ќе висиме по ќошињата на некоја соба. Не. Овде пророк Исаја вели: закрепете ги изнемоштените раце, зацврстете ги ослабнетите колена. Речете им на исплашените срца: бидете силни, не бојте се. И сега еве што вели Исаја: еве го вашиот Бог, од мазата доаѓа Божјата плата. Тој самиот брза да не спаси. Очите на слепците ќе прогледат, ушите на глувите ќе се отворат, хромиот ќе скока како елен, јазикот на немиот ќе воскликнува. Овде Исаја дава една слика, компарација од сегашноста како ќе изгледа вечноста. Очите, вели, на слепците ќе прогледат. Значи, ќе бидеме вистински луѓе, ќе гледаме, ќе слушаме, ќе јадеме, ќе пиеме. Понатаму друг текст ќе читаме, кај што се вели дека и ќе работиме, ќе градиме куќи. Малце покасно ќе го прочитаме и тој текст. И затоа подигнете ги свитканите раце, изнемоштените колена, утврдете ги. На новата земја ќе нема загриженост, почитувани. Ќе нема жени уплакани во црнина, кои жалат за своите најблиски. Тоа ќе биде минато. Ниту на ум, вели Павле, нема такво нешто да доаѓа. Ќе нема инвалидски колички. Нема потреба, рековме, читавме пред малце. Сакатите ќе одат, ќе нема хроми луѓе. Понатаму, ќе нема загриженост. Не гледам, вели сине, очите не ме држат. На новата земја ќе гледаме како соколи, ќе гледаме најубаво. Понатаму, ќе нема, рековме, загриженост. Што се случува во овој живот? Ќе нема таблетки, ќе нема очила, секако, ќе нема таблетки, потреба за аптеки. Тогаш сите вработени во аптеките ќе ги изгубат работите, зашто нема потреба, нема лекар, никој нема да каже болен сум, вели Библијата. Нема, очите ќе не гледаат убаво. Ќе нема болка, вели овде Јован. Ќе нема солза, ќе нема смрт. Тоа е нешто, почитувани, што Бог го приготова за секој оној кој ќе поверува во Него и кој ќе го следи Неговиот пат. Навистина, понатоа може да кажеме, тоа ќе биде вечно пријателство со Бога. Тоа ќе биде живот кој ќе има еден почеток, а ќе нема крај. И затоа вели пророкот: вие подигнете ги раците на оние кои се изнемоштени. Навистина, каква силна изјава, какво охрабрување, почитувани за сите нас. Бог има навистина нешто многу добро за нас. Секој од нас има некој кој го изгубил од своите мили и драги. Дали е татко, мајка, брат, сестра, чичко, вујко, роднина или пријател. Секој од нас е ранет од канџите на смртта. Но затоа Христос приготвува нешто многу поубаво, да биде сето тоа минато и никош повеќе да не се повтори. Ние живееме еден вистински живот. Третиот факт е тој факт, пред малце што го прочитавме, ќе живееме, значи, еден вистински живот на новата земја. Нема тоа да биде живот со ленчарење. Знаете, некој велат, едва и чекам да дојде новиот живот со Христа. Таму вели, ќе спием постојано, нема да работам. За таквите нема место таму. Тоа ќе биде вистински живот. Значи, живот кај што ќе имаме активности, нема да не биде досадно. Замислете, ако нова земја има предели кај што посакуваме да отидеме, ако сакаме да отидеме, например, во некои прекрасни места, паркови, да таму живаме, но како ќе биде животот на новата земја? Ке нема ГМО домати. Тоа ќе бидат здрави домати за наша исхрана. Какви цвеќиња ќе има таму? Каков живот, каква природа? Нешто што вели Јован или Павле, вели, ниту на уво, односно нум не дојде што Бог такво нешто приготова за нас. Разни цвеќиња со разни бои и мириси. Навистина, животинскиот свет, знаете колку денеска отрови се исфрлат во морињата и океаните. Денеска рибите се на удар, на истребување. Меѓутоа на новиот свет ќе нема пестициди, ќе нема отрови, ќе нема она што може да го загади животот на планетава што Исус ќе обнови и ќе создаде.
Тамо ќе се живе еден прекрасен живот. Ќе има еден почеток, но ќе нема крај. Тоа е вечноста. Почитувани, на почетокот ја слушнаме приказната за орелот и за кокошката. Да не бидеме кокошки, таму ограничени во кокошарникот. Ние треба да бидеме орли. Нашето место е горе во висините. Да се вивнеме еден ден, кога Исус ќе дојде да не земе на облаците. Дали ќе бидеме во кокошарникот и таму ќе умреме за вечност, или ќе бидеме птица која ќе се вивне во облаците во средба на Господа, секако зависи од нас денеска. На новата земја Бог ќе создаде ново комплетно обновување на оваа наша планета. Ќе биде обновена и затоа вели Јован, гледам дека Бог создаде ново небо и нова земја. Во смисол Бог ќе обнови. Знаете, постојат 3 нивоа на небо. Ние ова небо нашето што го гледаме ќе биде обновено. Зашто е загадено. Загадено и Бог ќе создаде ново небо и нови услови на живење, нова планета. Овде ќе биде вечноста, секако после оние 1000 години поминати горе на небото. Еве го овој текст што пред малку го најавив. Исаија во визија Бог му открива како ќе изгледа новата земја. И вели ќе градат куќи и ќе живеат во нив, ќе садат лозе и ќе го уживаат нивниот плод. Не ќе се гради веќе за да живеат други. Векот на мојот народ ќе биде како на дрво. Иако читавме на почетокот во Јован 14 глава од 1 до 3, кај што вели Исус, одам да ви приготвам место и кога ќе биде се готово, ќе ве земам да бидете вие каде што сум јас. Секако тоа се однесува на небото. Значи Исус приготвува место на небото да не земи тамо 1000 години да се поминат. Но после 1000 години овде животот ќе продолжи на ова обновена земја. И сега Исаја во визија го гледа тој миг, тие мигови или тоа време. Бидејќи ова пророштво може да се однесува во 2 правци. За израелците кои биле во робство и требале се вратат назад во својата земја, и Исаја вели ќе градите куќи и нема повеќе некој да ви ја земе, да ви однесе во робство. Ќе го јадете плод на вашите ниви. Векот на мојот народ ќе биде како на дрво. И ова е една символика, значи дрвото има дрве кои живеат по 200, 300 и можеби 500 години. Сака Исаја да ни нагласи дека на новата земја, овде почитувани, ќе има активности. Тоа ќе биде вид хоби, кај што луѓето со кеф ќе го работат и ќе уживат. На новата земја нема да се ленчари, нема само да се спие, да се јаде, да станеме трутови, туку ќе бидеме активни. И затоа пророк Исаја сака да ни ја доближи таа гледка, таа слика, како ќе биде животот на новата земја. А вам кои се боите од моето име, ќе ви изгрее сонцето на правдата, со здравје во крилата, и вие ќе излегувате подскокнувајќи како телиња на пасење. Знаете, вие кои имат стока, кои имат кози, овци или крави, кога младите ќе бидат пуштени јагненце на ливада, тие скокаат, уживат, се радуват. Пророк Малахија дава една таква слика. Ги споредува спасените, како ќе се радуват на новата земја. Таму ќе нема старци од 100 години, таму ќе нема старици од 80 или 90 години, таму ќе бидеме сите млади. Тоа ќе биде навистина нешто прекрасно, што око не виде и што ово не слушна, како што вели апостол Јован, односно Павле. И ќе избрише секоја солза од нивните очи. И смрт нема да има веќе, ни тага, ни плач, ниту болка, зашто првото помина. Јован овој живот, почитувани, го нарекува прво и тој ќе замине, тој ќе помине. Дали е премногу убаво за да би било убаво? Дали е премногу убаво за да би било убаво, почитувани? Може би некој тоа сега ќе каже, зарем е можно? Зарем е можно еден таков живот Бог да ни приготова? Да, можно е. И затоа ние го прифаќаме со вера. Ако мислиме само преку призма на денешниот свет, тогаш може да се разочараме. Ние баравме вечерва одговор за смислата на нашиот живот. Од каде доаѓаме, зошто живееме и каде одиме. Ние сме родени нова земја од нашите родители. Ако одиме наназад, ќе дојдеме до Адам и Ева. Тие се почетоците. Таа првата мајка, Адам е првиот татко. Значи, доаѓаме од Едемската градина.
do денеска. Иако тој ритам се пореметил, гревот придонел болести, силни ударци задал на човекот. Но не е тука крајот. Зошто живеам? Живееме за да го прославиме Господа. И каде ќе одиме после смртта? Да, плата за греф е смрт, вели Библијата, но дарот Божи е вечен живот во Исуса Христа. Постои надеж, почитувани, во Исуса. Постои надеж. И со таа надеж, и ако заминеме од овој живот, како што вели таму Давид, во солзната долина, тоа не е крај, тоа е место на одмор, каде што ќе дојде промена, кога Исус ќе дојде. Бог кој го создаде светот и се што е во него, како господар на небото и на земјата, не живее во ракотворени храмови, ниту прима служба од човечки раце. Како да има потреба од нешто, бидејќи тој самиот им дава на сите живот, здив и се. Ние потекнуваме, ние постоеме, ние живееме благодарение на оној кој создал се и го создал човекот. И ние благодариме на Бога што ни дава живот, што ни дава здив, што ни дава се она што е потребно за нашиот секојдневен живот. Тој истиот направи целиот човечки род да потекне од еден човек и да се насели по лицето на целата земја, откако им определи одредени времења и граници на нивните живеалишта. Бог на секој од нас, почитувани, одредил граници. Колку треба да живееме. Нашето живење треба да биде во рамките на Божјата милост, на Божјата волја. Бог ни одредил денови и години. И кога ќе дојде крај, одиме на починок. Но Исус нема да не заборави. Тој повторно кога ќе дојде, ќе не пробуди и ќе не земе да бидеме за секој со Него. Зошто живеам? Повторно прашање. Матеј вели, опишува една гледка, една слика, тој му рече: љуби го Господа твојот Бог со сето своје срце и со сета своја душа и со сета своја мисла. Тоа е најголема и прва заповед. А втората е како и ова: љуби го твојот ближник како себе си. Зошто ние живееме? Под број 1 да го љубиме Бога, а под број 2 овде од текстот разбираме да ги сакаме ближните. Вели: љуби ги ближните како сами од себе. Тоа се две многу важни работи што треба ние да ги спроведеме додека живееме на оваа земја. Петар вели: каде ќе одиме? И дава одговор: но ние очекуваме според неговото ветување ново небо и нова земја, каде што правдата живе. Денеска нема правда. Знаете оној збор калимера, што значи? Нема правда. Библијата зборува дека правдата ќе биде фрлена на улиците. Денеска постои мито: ако дадеш пари и од затвор ќе излезеш. Но на жалост тоа е човечката грешност. Затоа Петар вели: очекуваме ново небо, нова земја, каде што ќе живее правдата, каде што нема неправдата да преовладува, туку ќе живееме според правдата. И затоа вечерва, почитувани, за нас има добра вест, а тоа е: Бог ме сака, Бог те сака. Јас сум Негово дете, тој е близо до мене, тој ми ветува добра иднина. Мојот живот може да биде почеток на вечноста. Нашиот живот има свој смисол. Само во Христа. Ако животот го темелиме на човечката филозофија, нашиот живот ќе заврши само до гробот. И таму ќе се напише на плочата надгробна: овде почива вечно тој или таа. Тука завршуваат сите наши соништа. За христијанинот смртта не е трагедија. Гробот не е вечна куќа, туку е привремено место каде што се прекинале нашите активности, но ќе чекаме со вера, како што вели и стариот Јов: ќе легнам во гробот и ќе чекам да ми дојде промена, да ми дојде стража, промена на стражат. Знаете како стражарите што се минуваат. Јов верувал во задгробен живот. Јов верувал во воскресение. Јов верувал во второто Христово доаѓање. И сите ние, почитувани, го очекуваме нашиот Спасител Исус Христос да дојде и да направи крај. И затоа Исус вели и ветува вечност: одам да ви приготва место. И кога ќе отидам и ви приготва место,
пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум јас. 2000 години веќе поминало од ова Исусова изјава. Може би тешко не додека чекаме, но упорните добиваат. Упорните, они кои го чекат Христа се нарекуваат чекатели, или на латински адвентисти, адвентус, што значи чекатели. Сите ние го чекаме Христа и тој ќе дојде според неговото ветување. Без разлика што генерации заминале на починок. И тие го чекаат во своите гробови. И тие го чекаат, бидејќи гробот, односно смрт е како сон. Ништо не знаеме што се случува околу нас. Ние го чекаме Христа и тој ќе дојде според своето ветување. Блез Паскал, француски математичар, дал една прекрасна изјава. Сакам да ја прочитам. Ако се одлучам за Бога и се испостави дека е тоа погрешно, ништо не губам. Но ако се одлучам против Него и заклучам дека сум во заблуда, ја губам вечноста. Дали бил во право? И затоа, почитувани, ова Исусово ветување и да не е вистиното. Пример, кажува. Ништо не губиме ако веруваме во неговите зборови. Тоа е смислот на овие зборови на Паскал. Но вели, ако одлучам против него, да не верувам и заклучам дека сум во заблуда, ја губам вечноста. Затоа, ајде вечерва да свртиме нова страница во нашиот живот. Да чврсто веруваме во Христовите зборови. Ништо нема да изгубиме. Само може да добиеме вечен живот. Блаз Паскал река, ако се одлучам за Бога и се испостави дека е тоа погрешно, ништо не губам. Но ако се одлучам против него и заклучам дека сум во заблуда, ја губам вечноста. Затоа денеска стотици, илјадници, милиони луѓе го свртуваат својот живот кон Христа. Тие почнуваат искрено да веруваат. Дали е млада особа, дали е постара, во средни години, тие се одлучуваат да го следат Христа. Зошто ништо нема да изгубат, само може да добијат. Господ нека ни помогне да навистина во нашиот секојдневен живот. Иако трпиме ударци, животот е немилосреден. Доаѓаат тешки мигови и ќе доаѓаат се потешки и потешки, како се ближиме кон завршницата на овој свет, но Бог ни даде сила да издржиме. Исус вели, дојдете кај мене. Дојдете кај мене. Кои? Сите кои ќе се почувствувате дека сте уморни и оптеретени, јас ќе ве закрепнам. Има ли денеска, почитувани, некој на оваа планета преку 7,5 милиарди луѓе, и сега има бројки уште повеќе се од 7,5 милиарди луѓе, кој не е уморен, кој вечерва ќе отиде во постела, а нема да биде уморен. Од разни причини, разни ударци кои ги добил во текот на денот. Сите ние сме уморни, не само физички, може и психички, емотивно. Разни ударци добиваме. Исус вели, тој е негов повик, дојдете кај мене сите. Јас ќе ве одморам. Јас ќе ве закрепнам. Јас ќе ве ослободам. Јас ќе ве залечам. Јас ќе ви дадам спасение. Господ нека ни помогне да сватиме дека смислот на мојот живот е средба со Бога. Тој сака да ми подари нов, квалитетен живот. Не живот од 10 дена помина таму на некој остров, на некој море и уживаш, меѓутоа паметот повторно ти е во куќата, во селото, на работа, на нива или каде таму што работиш. Тоа се неколку денови на одмор, но можеби ќе поземиш пари од банка или од пријател да отидеш на одмор и повторно си оптеретен кога ќе се вратиш, што не е никаков одмор. Смислот на мојот живот треба да биде живот средба со Бога. Тој сака да ми подари еден нов, многу поквалитетен живот. И еве уште еден цитат од Дитрих Бонховер, верен Божи човек во Германија, кој бил пастор, има многу ударци за време на Хитлер. Еве што прашува: кој сум јас? Овој или некој? Дали сум јас денес овој, а утре некој друг? Дали сум јас и двете истовремено? Пред луѓето лицемер, а пред самиот себе презрив и чувствителен слабич? Или личем на оној што е се уште во мене, победена маса, која во нередот се повлекува пред задобиената победа? Кој сум јас, се прашува Дитрих.
To je прашање koje ме изложува на подсмев. Но на крајот, на сите краишта, Дитрих констатира и еве што вели. Сеедно кој сум, ти ме познаваш, твој сум Боже. И навистина, почитување, нека биде ова и наша молитва за вечерва. Кои да сме, што и да сме, со какви проблеми да се среќаваме, какви ударци да добиваме во нашиот телесен живот. Сеедно кој сме, Боже, ти не познаваш. Јас сум Твој. Нека биде почитувани тоа и наша молитва, и наша одлука за вечер. Да го примиме Исуса Христа. Ако ќе го примиме, ќе се ослободиме од сите грижи, од сите проблеми. Ке има проблеми, додека сме во ова тело, во овој живот. Но тие проблеми полесно ќе ги примаме ударците. Полесно ќе го носиме теретот, зашто Исус ќе биде со нас. Ја знаете на приказна сум ја кажал за оној човек кој се движил по селскиот пат со еден ранец на грбот и одеднаш доаѓа човек позади него со кочија. Ја запира кочијата, човекот му вели: комшија, ајде качи се на кочијата, ќе одиме заедно, ја одам кон селото. Човекот се заблагодарил и се качил, но кога седнал поред него, го задржал ранецот на својот грб. После десетици метри поминати, кочијашот му вели: комшија, симни го ранецот, стави го позади на колата, и онака којнот ја влечи колата и нас. А овој господин рекол: благодарам, но јас сепак ќе си го задржам ранецот на грбот. Дали ние ќе ги задржиме нашите ранчеви, почитувани, нашите проблеми, нашите маки, или ќе ги предадеме на Исуса? Исус вели: дојдете кај мене, сите кои сте уморни и натоварени, јас ќе ве одморам. Господ ни порачува дека еден ден сите наши ранчеви, сите наши проблеми ќе ги заборавиме, ќе ни даде бесмртен живот, но само во рамките на Исуса. Да не бидеме кокошки, почитувани, да бидеме орли. Нашето живеалиште, Павле вели, е горе на небесата. Господ да ни помогне тоа да го доживееме сите во нашиот живот. Амин.